Ќе бугарите спија на она уво дека види додека се грците тука Македонија ќе си има главен проблем со нив, ние ќе бидеме добрите кои што секогаш ќе ги помагаме македонците, ама нели сега што да правиме, ете со грците си имате проблем. Кога се потпиша Преспанскиот договор и потоа the rest is history, што викаат до денешен ден. По Преспанскиот нели од еден многу практичен, како ти кажам, аспект, се обидувам да го добивам бенефитот од тој договор. Појувањето на Преспа македонска и грчка, тоа може би единствената шанса да оние нуклеуси на тој идентитет македонски кои се во Преспа заживеат повторно, затоа што ќе имаме непосреден контакт со тие луѓе. Тие луѓе ќе доаѓаат тука на пазар, ние ќе одиме таму, ќе се среќаваме во ресторани, просто македонскиот јазик ќе се врати во игра. Зборувам за нешто што е многу практично, бидејќи ги познавам тие луѓе таму, многу често одам. Јазикот е реално во изумирање, затоа што е Преспански договор, ако не се подпишеше, ние ќе останевме во уште подлабока изолација од која и сега сме за жал. Но рамноправни сме затоа што сме членка на НАТО. Точно е дека сосема поинаку разговараме од аспект на рамноправност во некоја институција, а сосема поинаков е разговорот кога сте вие надвор, а некој е внатре. Значи,